луѓе, точно е 6 часот и 25 минути, вторник, 22 август. Да, втор ден во неделата, 22 ден во месецот, што значи многу двојки, дали тоа значи нешто или не знам, но знам дека, како и обично, имаме две теми за дискусија и морам да ви признам нешто, а тоа е дека цели 2 недели немам вклучено телевизор, така што и во врска со темите, и во врска со се останато, секако дека ќе бидете многу поинформирани од мене. А сега да видиме дали за овие 2 недели нешто се подобрило или барем променило во однос на темите. Првата тема се однесува на поскапувањата, понизата откажувања од многу производи, од многу задоволства, дали сега на ред дојде и месото, односно дали и месото стана луксус. Тоа е првата тема, а втората тема се однесува на промената на личните документи, кои што треба да ги промениме до февруари, односно заклучно со февруари, и за да се постигне тоа, дневно ќе треба да се печатат по 10.000 документи. Кога велам дневно, мислам и на сабота, и на недела, и на празник. Па што мислите, дали е тоа возможно? Тоа се темите, да видиме времето. Какво ќе ни биде денес, овој 22 август. Времето денес сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Ако може гледачите да видат тоа што го гледам јас, би било убаво. Попладне ќе има изолирана појава на нестабилна облачност со краткотраен пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер, претежно од североисточен правец. Што се однесува до температурите, минималните, ако може така се нарачат, се движат од 15 до 21 степен, а максималните од 29 до 39 степен. Тоа е оно што се однесува до температурата, а уште една куса информација за сите оние кои, како и јас, како и мене, се чувствуваат благоречено чудно. По одморот, имено постоело нешто што се нарекува постодморна депресија. И таа постодморна депресија воопшто не била ретка, напротив, ја чувствувале 30% од популацијата. И траела, ова не е за утеха, но да ве подготвам дека траела од 2 до 3 недели. И сега има низа решенија како да се избегне таа. Едно од решенијата е да се користеле покуси одмори, значи не долги одмори. И да, за поглупаво решение немам слушнато. Поглупаво здравје, најверојатно. Но еве, јас не знам дали нешто не е во ред, зашто гледачите не може да видат што гледам јас. Еве нешто друго поврзано со одморите. А тоа е, и порано имам слушнато за овој надпревар во Црна Гора, но еве, да го проследиме. Сега во Теке се одржува надпревар за излежување, во одмарање. Наградата е 1000 евра и планот е да се сруши досегашниот рекорд, кој што изнесува 117 часа. Она што не сум знаела за овој надпревар, може би тоа е новинката, што е меѓународен. Знаеме не дека црногорците се цареви, да кажеме, во излежувањето, но овој е меѓународен. Учествуваат не само од регионот, еве да видиме кој се учествува, значи не само од Хрватска, не само од Босна, учествуваат и руси и украинци. Па сега ќе видиме кој ќе победи. Така, 6 часот и 30 минути, време е веќе за првите утрински вести на Алфа телевизија. Точно е 7 часот и време е веќе за нашата прва денешна тема, а тоа се поскапувањата. По низата откажување и од дури некои основни животни потреби, на ред дојде и месото. Дали и месото стана луксус, тоа е нашата прва тема. И иако редовно ги посетуваме и месарниците, и пазарчињата, и маркетите, и добро ги знаеме цените, ајде сепак прво да го погледнеме прилогот на оваа тема. Месото се поретко се наоѓа на македонските трпези. Граѓаните се жалат на се поскапите цени на основните продукти, кои ги принудуваат да штедат и на храна. Пред објективот на Алфа, дел велат дека месо и месни производи јадат најмногу 2 пати неделно, а дел велат дека времето кога јаделе месо е поминато, бидејќи тоа станало луксус и повеќе не може да се дозволат.
Колку често може да се дозволите месо на трпеза? Не може 2 пати месечно. Ви представува ли финансиски предизвик да имате? Многу. Многу. Мене не. Многу. Поготово после ковидот ептен. Никош. Ко се нема пари, слаба сум. Со 6.007 не се живее. Ќе ви доаѓа скапо месото? Па скапо. Полкило не можеш да земиш. Нема умре, ја верам ја. Сега по 300-400 грама месо зијам. Јас пазарам еднаш неделно, така за цела недела, така да еднаш неделно сигурно. 2 пати. Може неделно или еднашка. Или повише не може. Пиперки тие не може, скапи се. Представува ли голем трошок месото за вас? Па има голем превише. Трошок е голем. 2 пати. Скапо ли сметате дека е месото? Па, за разлика сега, кога правиме некои разлики, да речеме со Словенија овдека, поскапо е овде него Словенија. Сега се скапотијава еднашка и тоа пилешко. Во најновата пресметка на синдикалната кошница за да обстои едно 4-члено семејство во јули годинава му биле потребни 48.000 денари, односно 2 плати по 24.000 денари. Па во ситуација каде семејните примања се 2 минимални плати, за најосновните трошоци на едно семејство би му недостасувале околу 5.000 денари. Инаку во споредба со претходните пресметки, синдикатите бележат постојан раст на трошоците за исхрана и пијалоци. Тоа веројатно се должи на укинувањето на ценовните маржи на основните продукти, како и инфлацијата, која иако стане едноцифрена, останува висока. Така, тоа беше прилогот кој што ги не послужи како вовед во нашата денешна тема. Ја проследивте и анкетата. Едно од прашањата што ги поставивме на случајните минувачи беше колку често на вашата трпеза се наоѓа месото. Добро утро за првиот гледач ова утро. Поверете, во програма сте. Ало. Ало, добро утро. Добро утро, ма не те слушнав дали викнеш силно добро утро. Силно викнав. Најсилно што можев. А да ти кажам, ја бев во Бавчичка, тука бере малце партизанчења пиперце, да турам некоја тегличка така да вакуумирам малце што викаме за зимуска да се најде. И јас бев во вашата телевизија, ама ти на одбор се била, се видиме со Сузе и Слободанка. Баш ми е мака. Ништо ќе мора пак да дојдете. Ќе дојдам. Јас сум била пред неколку години, извини, Искра. Добро. Ја бев пред това, значи, што беше, пред 4-5 години бев, знаат, и донесов слак од тиква, и се видоме доле. Не знам дали се сеќаваш ти. Да, како не, како не. Таа тетка Фимка, една е бе таа, нема друга тука. Една е. Тетка Фимка, еве си рековте дека во дворчето си одгледувате се, ама месо немате, така? Не. Сега, колку често на вашата трпеза го сервирате месото? Да ти кажам, право, ние пошто во години сме, знаеш, малце викаме, да мрснечко е, летно време не, ама зимовско, да ти кажам, право, може повечко не, ама еднаш па и 2 пати во неделата и тоа свинско ребра со зелка, малце или пушенко, повод да замириса, знаеш, и дека седеш и да си каснеш. А што е скапо, да ти кажам, со 12.000 луѓе, јас не, многу док е 15.500 така, а со 12.020, абе па, Бога ми само може да го видат во месара, да влезет и друго ништо. Навистина е крајно, не се криви што е скапо месото, пошто еве се никој не чуваме стока, се ги поселат и тие сироти, и тие останале сами, и тие не може да чуват, и фармите нема како едно време што има, знам во нас се Николе фарма имало све, а сега тешко и за тоа е скапа, пошто не работиме сите, не правиме фарми, не чуваме дома, сите сме граѓанки, навакирани, дотерани на месте, не е па скапо, па не мириса, знаеш како? Еве гледаме во Србија, ќе отидете во село, сака да живете и мирисало. Па господјо, нема таму лакирани ногти на штикли, таму има работа, дека има работа се знае дека скапо е, навистина многу, ама ти ни покача 6%, па ние пензионерите немаме гајле, бе. Немаме гајле. Биди ми поздравено, све најдобро.
Па ќе се видиме, пак ќе дојдеме. Ке да не дојдете пак, тетка Фимка. Многу ви благодарам што се јавивте. Поздрав до сите, тамо сите сте ми поубави. Здрав, поздрави. Поздрав. Поздрав, тетка Фимка, мило ми е што бевте наша прва гледачка. Да, ги споменавте пензиите, знам дека тоа било една од најактуелните теми деновите и најминовно при ваква тема секако да се поврзе со нив. Добро утро за следниот гледач, поверете, програма сте. Ало, добро утро, секој утро, Искра. Добро утро, Слободанка. Добре ми дојде. Добро ве најдов. Колку во денешто освежување, Искра ми се врати од одмор. И одморена, преморена, денеска на работа треба да оди. Преморена и прегорена. Ја фатило депресија. Да. Пост-одморна. Си се утешив дека не сум била единствена. Значи, вака сега ти им даде полка на газдиве, да им даваат на вработените помалку одмор, за да не ги фати депресија. Не, ма реков дека тоа е глупаво решение, не се согласувам со тоа, да. Да те слуша мојот газда така ќе рече. Ќе рече, не ве пуштам на одмор, мојот бивши газда, не ве пуштам на одмор, видиш, ќе најде он нешто зашто да не те пусти. Мене на времето стално ме пушташ да погон, да трчам натака, навака и многу бев преморена, трчај у погон, прати се назад и му викам директорот да си не можам и таму да постигнам, ама види, вика колку си тенката, па види, па услуга ми вршил. Ти се истенчи, вика. Така да, видиш ти, умрте дидонја негде на вежбање, он мене ми прави услуга дури. Па така и сега со цениве на прехранбените производи. Скапи се за да бидеме на диета. Така е, Искра. Него да ти кажам најискрено, јас месото, па нешто не сум го јадела во животот, никогаш не сум имала доволно пари. Така да, нити па нешто многу сакам, затоа што не сум имала шанса. Сега па здравјето не ми дозволува. Него сакам да ти кажам, еве, јас морам да кажам сега друго, нели, месо спомнав, така? Можам сега пак нешто друго. Значи, јас еве бамји да речеме, сакам бамји и многу се корисни бамјите, Искра. Значи, 400 денари бамјите беа. Замисли, молим те, јас сакам турлитава да направам со свашта унатре, нели? Не мора месо да имам, а пола кило бамји. Замисли колку ми е скапо јадењето. 200 денари само за бамји дадовме, ти се верува. Добро ги најдовме таму поевтино на Зелен пазар, 350, но пак исто му доаѓа. Што значи турлитава без месо, без бамји, селективна некоја турлитава. Па тоа ништо нема да биде, Искра, па бамјата му дава вкус, нели? И плюс вика дека е многу корисна. И сега ја реков, пошто е корисна за желудникот, да речеме, го обложува, не знам што таму користело, викам да земам да си, не да смрзнам, него така утегли да ставам, леле, кога ја качија цената, 400 денари, и тоа нема ни убава, ја просто сум пробирлива доста, викам, Боже, Господе, не, и бамјата не чини, ајде ќе јадам пченка, и пченката 30 денари едно парче, 30 денари, цел месец по една пченка и јадарка ти отида за пченки, Искра, ти се верували? Значи, замисли сега, на моите 13.000, се зборувам, значи, вопште за сите луѓе, не се жалам само за мене, значи, на тие 13.000, кој ќе замислиш ти, маже ми само за леп давам 1000 денари, 1200, замисли само за леп, он само јаде леп, 1200 само за леп. И замисли ја по една пченка да јадам, тоа ти се 2000 само за леп и за пченка. Па месо, не дај Боже, јас само поминувам така. А замисли се во месното, Искра, и тоа спаѓа во месни производи, нели? Значи, сланина, што е викаат најкорисна од сите овие преработени работи, 700 денари е сланината, ти се верува, не дај Боже, ти текне пршута да купиш или нешто. 700 денари, тоа е скапо, Искра, тоа е ненормално за нас. А за овие што си ги качија и што си имаат убави платички, тоа не е скапо, тоа е за нив фантазија. Па ја пети сами се скапи. Значи се е скапо, Искра. Баш ми беше драго што си тука, драго ми е што се вклучив, поздрав многу. Поздрав, Слободанка, и мене ми е мило што се слушнавме. Да, и сигурно се забележале дека што нутриционистите кажат за некој производ, како за бамиите, дека е здрав, дека веднаш цената расте. Така што порано нека не кажуваат што е здраво да си остане поевтино. Добро утро за следниот гледач. Поверете, програма сте. Добро утро. Поздрав од село на Жугово. Поздрав и до вас. Поздрав до телевизија Алфа, поздрав до војстоката и до сите гледачи на ваша и наша телевизија. Колку често на вашата маса имам, па видите што, јас сам имам 23.000 пензија, нешто подработувам. Кога сакам, што сакам, тоа јадам, да ви кажам право. Не сум за тоа не штедам,
деца си имаат све, не е проблем. И да ви кажам право тоа, скоро имам 2-3 пати, 4 пати, зависи мелено, си взимам, ќе појдам у прилеп, земам 2 кила, земам... Значи не, заедението не ще дам въобще, подработвам по малце колко што можам и така. Видите што е, скапо е за овие што взимаат со една пензија, ние немаме некоја влада, сега пензионерите бараат покачување. Верујте ми, оние што се 12.000. Како ќе го поминат месецот? Верујте ми дека они даваат и доста за лекови. Ние сме веќе над 70, например, јас 74 година. Сепак потребуваме лекарства. Само што зависи кој како. Има некој што има скапи лекарства. Луѓе да ни стасуват лекови за некои други работи, а не каму да купи месо. Ние немаме ова влада сега што имаме таму, не води рачун за пензионерите. Виде што го рече премиерот. Дека за нив Уставниот суд донел да им се зголемат платите. Чекаме кој Уставниот суд им донесе да се зголемат платите. Пошто они имаат, види што е, над 1000 евра плата. Кој сега му е зголема 80%, 1800, има 2000, сега има 3600 плата. Срамота што работи. Не треба посхитно, да ви кажам право, посхитно избори. Ја гледам сега законот за гласање на уставните измени. Ја прекина се. Ни се играат како што сака народот. Не си нема ни правилник, ни кој како сака си работи. Од државата тешко на оние луѓе што стварно се со минимални 12.000. Да му се даде еден тако функционер, дали ќе може да помине 5 дена тие пари. И тоа е, тоа нема друго што би зборувал, бидем поздравени, фала, стапеното не е пријатно. Поздрав и до вас, да, еве вие рековте не спаѓате во таа категорија, но еве првите две гледачки што се јавија, едната беше со 12, другата со 13, убаво е што мислите и на нив. Добро утро за следниот гледач, повелете програма сте. Утро, Искра. Добро утро. Леле, негатив ми е телевизорот. Реш, удрен. Никогаш во живот колку не сум се исунчала убаво за да. Не викајте мајстор, не е до телевизорот. Доминират запчињата и блудата. Добро дојде, Искра. Добро е, најдов. Ми е било што гледам некој вака задоволен од одмор и не се плаше од посттравматична синдром. Ти никогаш нема да го добиеш тоа покрај нас. Ние не дозволуваме. Секогаш имаме нешто да те насмееме. Па и она најтажното ќе биде смешно кога го кажува пензионер. Посебно затоа што ние толку сме искалени во овие 30 години, што сега на се смееме за да го балансираме нашето спокојство. Јас не сум во групата на минималци, не сум ние со 60.000, меѓутоа, дефинитивно од неколку години наназад мора да се води сметка. Никогаш не ги гледав цените, не сум од тој калибар. Тоа што ми треба си го купувам, но секогаш сум била умерена. Но народот, што има желба да консумира вакви производи, мислам, сувомеснати или месни, дефинитивно ќе треба да го визуализираат. Стави го на маса и мислиш дека го јадеш. Дефинитивно иде некој период на големи рестрикции, ќе биде многу тешко, затоа што државата, луѓето во власта немаат слух за народот, а имаат слух за своите апетити. Тие што зимат високи плати, мојот драг народ нека знае дека не живеат од нивните трошоци, од платите, него јадат на наш грб. Гречки, мецки, државна храна, нели имавме еден јеловник што они го консумираат таму во влада, во парламент, така да тие нема зашто да се грижат. Народот ги храни, народот ги рани. Само едно што најмногу забележувам кај народот, никогаш не излезе да се побуни, никога зедоа 78% плата, никога пропиша промена на документите од кои што 100 милиона евра државата ќе инкасира. Каде ќе отидат тие пари? Па во нивните джепови. Каде е Бекстеленка, каде се овие коливена струја, каде се нивните проекти јалови што
само ги одзимаат парите од буџетот. Каде се нивните трошоци за бензин, коли, наместо да ги возат службените, ги стават бензинот и трошоците за собствените коли во трошковни сметки. Дефинитивно оваа влада треба да замине, не за тоа што јас го кажувам, затоа што народот треба да излезе надвор и да си ја каже маката. Не сум јас таа што треба да му кажува на народот што треба. Тој треба да знае и треба да излезе на улица. Не да крши, да руши, него да излезе и да каже како што излегува пензионерите, да излезе цел народ, не е само пензионерите дека се без месо, него што прават дечињата наши што треба да се нахранат добро, младите да бидат спокојни, а ние како возрастни да делиме по некој ум, кој колку ќе прифати, ама ја приметувам младиве јадат само салата, од месото не се засегнати колку ќе му биде цена. Цена е убаво, Искра, и поздрав. Поздрав голем и до вас, ова што рековте дека ќе мора по се изгледа да визуализираме. Ме потсети едно време, знаете дека нели беше модерно на трпезариските маси да има вештачко овошје. Не знам, така беше едноставно, некој период. Сега, најверојатно така ќе треба вештачко месо да ставиме, па преку очи ќе си се нахраниме. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Ало, добро утро. Добро утро. Јаво Митре Пиловски Пилев. Јас многу лошо слушам, не знам дали до вашиот... Јаво Митре Пиловски Пилев. Ајде уште еднаш ќе ве замолам. Ало, добро утро. Добро утро. Јаво Митре Пиловски Пилев. Јас мислам дека во овие 70 или 80 години, односно после Втората светска војна, е катастрофа направено во нашата држава, Република Македонија. Првен, селото го уништија, а селото е производител на храна. Потоа, Скопје требаше да има максимален развој и да има 180.000 жители, а не 650.000. Значи, катастрофални грешки има направи. И причинат и потоа, приватизацијата што е направена од 93-та до 2003 е катастрофа невиден. Значи, има причини затоа немаме храна и че немаме и се уште ќе биде поскапа храна. Затоа што Македонија како територија може да произведе за 6 милиони луѓе храна. Значи, имаме површина, имаме сонце, но немаме луѓе. Значи, нема кој да произведува, затоа што голем дел од младите се иселени, а државата ништо не направи корисно да го поттикне производството на храна. Од година на година ги уништува земјата. Значи, проблемот тоа што немаме и уште ќе немаме, и уште ќе биде поскапо е кај нас во држава. Значи, проблемот е што нема кој да произведува и селата ни се испустени, градовите мали, и тие ги нема, освен Скопје во последниот попис е 20.000 зголемен. Јас предлагам Скопје поќе да не биде главен град на Македонија, како што е Камбера во Австралија, во Австралија дека е Камбера. Така беше и во Бразил, веќе не Рио де Жанеиро, туку Бразилија. Административен главен град. Сите институции, голем дел од државните институции да се дислоцираат во другите градови на Македонија, за да не се зголемува тој град. Ако продолжиме вака, че имаме град-држава, а град-држава не може да постои, затоа што мора некој да ја снабдува и со енергија и со храна. Значи, ова е катастрофа невидена и ако продолжиме вака, само Скопје да го зголемуваме, а останатите место да нема жители, не дека храна ќе биде скапа, че ја немам. Че ја немаме воопшто, че имаме пари што немаш од каде да купиме. Значи, проблемот е државен. Мора да се дислоцира главниот град и да има административен главен град друг
Скопје да не биде повеќе главен град на Република Македонија. Искрено јас би го сакала тоа, господине, не само за доброто на Скопје, туку за да заживеат и сите други места. Многу ви благодарам на ова ваше јавување и на ова ваше објаснување. Сосема логично и не верувам дека било кој ќе се спротистави на ова ваше искажување. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Пламенка, добро утро. Огнен, добро утро. Па да ви кажам право, се слагам со сите претходни гледачи кои што кажаа по нешто во врска со ваша емисија. Прво, ние освеживте што се вика емисијата. Ама не трпезата. Ама и вашите колешки исто така доста допринесоа да биде денот убав. Мило ми е. Ќе ви кажам само нешто. Се слагам со претходниот што кажа дека селата се напуштија. Сите дојдоа во град. Треба, како што се прави во западните земји, малите места, селата да кажам, треба да се направат да имаат вода и струја. Се уште имаме села кај што нема струја, да знаете. И патишта. А вода носат од дол. Одат по 500-600 метра во дол. Јас сум одел како дете така. Од кладенец пунат вода и се враќаат назад. Второ, за да дојдете вие до селото, треба да имате добар приод, патишта. Значи да ги направите патиштата и да може човек со кола да се приде до самиот двор. Трето, вие ако сакате да работите на село, што викаат луѓе, без алата нема заната. Треба да дозволите луѓе да земат на кредит машини, како што се трактор, рала и така натаму, да не се ора со волови, што викаат, со говеда. Туку да им дадете кредити, многу поволни кредити, за да може да се врата таму. Трето, сите факултети се направени во Скопје. А вие ако сакате да студирате, а се од некое мало место, мора да го дојдете напуштите. во Скопје. И тешко дека ќе се вратите. Сите поголеми болници се во Скопје. Ако сакате да се лечите, морате да дојдете. Затоа и сите гужви овде што се направени поред тие работи. Испаднав малку од темата, да ви кажам право. Јас многу не сум околу месото, затоа што сум вегетаријанец. Аха. И ќе ставам Ама и се друго е поскапено, не е само месото, да. Да. Ќе ставам на масата месо, не сварено онака како кокошка кога ќе ја купите, ја гледаме додека го јадеме другото јадење. Пак имаме месо на трпезата, ама после јадењето го враќаме во фрижидерто. Што значи прашањето требаше да биде колку често јадете месо, така? Да, така е. Да ве поздравам и да ви посакам убав ден. Многу ви благодарам со овие ваши јавувања, сигурно дека ќе ми биде поубав и поубав од колку што мислев. Да, имате право за ова, не само кредити поволни, туку може би подобро и како подарок да им се дадат и трактори и разни орудија, за да не биде вака поевтино. Сепак е 21 век, не може со раце да работат, нели? Добро утро за следниот гледач, поверете, програма сте. Ало, добро утро. Добро утро. Ја немам намера да се јавам, да ти кажам право, сакав да абстинирам едно време, затоа што почнав да си ги слушам предлозите што сум ги дал пред 2 години, сега како некој друг ги кажуваат. И ај викам, ќе се стрпам, меѓутоа, прво сакам една да ве замолам да си направите една корекција на вчерашниот прилог за темата што беше од 7 часот. Имате некоја фрапантна грешка направена, дезинформација. За вчера? Да се ја провери новинарот што го правил прилогот Веста. Не е така како се објавивте, имате грешка. Не знам за која тема било, Љупчо, ако може да кажете за која... Српските пензии не поскапуваат во октомври 50%, туку тоа е за период од неколку месеца, па се покачат до 50% ќе стигнат.
Значи треба убаво да го провери новинарот, затоа што мислам дека направи дезинформација. Иска, дали знаеш зашто чувам кокошки да те прашам? Па предпоставувам заради ова. Не, затоа што јас сакам. Значи нема, ја не чекам државата да ми даде. Јас си ги чувам зашто јас сакам. Не чувам свиња затоа што жена ми не ми дава. Ама чекајте, Љупчо, како е законот во урбана средина не смее, така? Па сега да ме прашам на работа. Што правиме, кукаме за напуштените села. А пензионерите кукаат мали пензии. А што ги смеца да попречува да се вратат на старите огништа? Ако младите сакаат да бидат во градот, да седат по парковите и да чекаат некој да им даде ефтино, па може да чуваат, да ти кажам право. Јас живеам на периферијата на градот, нели знаете, и сум на периферијата од населбата. Значи, ние не сакаме. Ние би сакале повеќе да филозофираме, а не сакаме да чуваме и да работиме. Дали ме разбирате? Тука лежи основниот проблем. Ние ги начечкаме прво урбанистички како ни се направени на селата. Куќа до куќа. Разлика нема од комшијата до комшијата, немате 2 метра од меѓата. Па како сакате да чувате во онако нешто? Треба расстојание, треба онако. Ние секогаш не наоѓаме изговор. Те условите, те вода, па тоа е локалната самоуправа, за тоа не е државата. Ние забораваме дека имаме локална самоуправа која треба да се грижи за таа работа. Ние секогаш само државата, да. Или јас зашто велам дека ние во локалните самоуправи имаме луѓе кои не знаат да работат, а само земаат плата. Знаете зашто? Па затоа што не знаат да направат проект кој ќе биде финансиран со меѓународни пари. Да повлечат пари за проекти, да речеме урбанизација, да не речем нешто друго за водовоз, за накото, да се интересираат. Тие градоначалници тоа треба да го прават. Не зашто да кажеме, мора да го експонирам Кавадарци. Зашто Кавадарци последно време само во позитивна смисла се спомнува. Ма затоа што градоначалникот знае што да работи, што му треба. Ај кажете ми друга општина што така градоначалникот форсира, онако, да не зборам за накај нас таму. Или било каде другото. Тука лежи проблемот. Што ние, луѓето што се нафаќаат да вршат јавна, да не ја кажам работа, не знаат да си ја работат работата за да ги мотивираат граѓаните. Спомнавте да им се давале, па им се даваат на земјоделците трактори понакото, колку што ја гледам по тие програмите, што се ИПАР 1, ИПАР 2, ИПАР 3, колку ста. А колку се од тие програми искористени, зашто не се искористуваат, тоа е други 10. Секогаш државата е крива. А што програмата не е искористена, па е државата крива. Ја ги гледам често српските емисии како се развива земјоделието таму. Па видите вие, Хрватска веќе чува ајварка пиперка од гледува. На кого ние ќе продадеме ајварка пиперка? Ама таму имате се некои новитети се употребуваат. Гледам, сточарството сега измислиле ѓубре за почва од волната да ја преработуваат. Ние, пазете, имаме социјални случаеви кои ни дремат на шалтерите и чекаат државата да им даде пари, а не можеме да го развиеме сточарството. Тука лежи проблемот, визијата, како да ги запослите и тие. Така треба да почне. Не само да се ветува на граѓаните и да кажуваме дека е тешко, дека нема. Па нема да има место затоа што никој не чуваме стока. Земете како да чуваат стока луѓето кога се сеќавате на Светмил млекарата што стана со нејзе, како ги изгореа луѓето, да земат кредити да набават што крави, после тоа бам се затвори млекарата, луѓето ги заглавија у долгови. Не можете со таква работа. Знаете, реално треба да ги гледаме работите. Ви благодарам, Љупчо, на јавувањето и вие ги споменавте селата. Да, често пати се воодушевуваме кога ќе ги видиме какви се селата во други земји, велиме толку се убави што не личат на села. Не, напротив, така треба да личат селата. 7 часот и 30 минути, што значи време е за најновите вести на Алфа телевизија. На крајот од вестите слушнавме што велат метеоролозите, ајде сега да слушнеме што велат од АМСМ за состојбата на патиштата, односно кои места треба да ги избегнуваме, а кои не. Владимир, добро утро. Добро утро. Повелете.
Благодарам. Според најновите утрински информации добиени во Автомотосојузот, во целата зима утринала полни временски услови за одвијање на сообраќајот. Ведро и сончево време уште во ранните утрински часови секако возможува на сите патни правци суви и чисти коловози нормално и непречено одвијање на сообраќајот за сите видови на моторни возила, но сепак секојдневно од Автомотосојузот за возачите крајно внимателно управување со силата, прилагодување на брзините спрема условите на патот, секако почитување на поставената патна и сообраќајна сигнализација, како препорака за сите оние патници кои тргнуваат на подолг пат, се уште во туристичката сезона, по можност тоа да го сторат уште во ранните утрински часови, како би ги избегнале екстремно високите температури во текот на денот, со што и патувањето би било попријатно или пак полагодно. Што се однесе до интензитетот на сообраќај, тој утринава е умерен во и вон градските средини, на граничните премини поинтензивен сообраќај секако на Богородица и Табановци, кои се најфреквентни во овој дел од годината, се уште во туристичката сезона, задржување да меѓу 40 и 60 минути со можност за негово зголемување во текот на наредните неколку часови, кога е можно и чекањата да бидат полуготрени. Ке подсетиме за нашите телефонски броеви 155 55 и 196, каде сите ваши заинтересирани гледачи може да не побараат во текот на денот за вакви и слични информации. Ви благодарам многу, Владимир, за овие информација. Ние сега се продолжуваме со нашата тема, поскапувањата, односно колку често на вашата трпезар сервирате месо, иако, како што рече, може би треба да го парфразираме ова прашање, како што рече еден гледач, колку често јадете месо. Значи не е само да го поставиме и да го гледаме и потоа да го вратиме во фрижидер. Ајде, добро утро за следниот гледач, повелете, во програма сте. Додека се вклучува првиот гледач, еве уште една информација, иако деновиве се зборува веќе на големо дека од 1 септември ќе има низа други поскапувања, овде веќе по-конкретно и некои проценти излегува, можеби јас прв пат ги гледам, но еве да ги споменем, од септември ќе поскапат и лебот и сирењето, по најавата на сточарите дека од 1 септември сирењето ќе поскапи за најмалку 30% и пекарниците најавуваат дека ќе бидат принудени да го поскапат лебот за најмалку 15% веќе од септември. А да не заборавиме дека септември така за едно 8-9 дена доаѓа, за една недела речиси, да. Добро утро за следниот гледач, повелите, во програма сте. Ало, добро утро. Добро утро. Добро утро, лепотице, сладка и убава. Тоа е нашата ведра и сладка и пресладка, да знаеш. Чудесија. Ти си толку сладка што не може човек да помисли. Екранот го красите, Слободанка и ред други работи, али имате 2-3 кои што не. Но сега, да се задржам искрена ова. Ајде. Добро, бедишо. Викаме месото скапо. Ајде, дојди во продавница да појдиме ја и тие, веќе бисер таму живејте. Да видите до таа што е Тинекс продавницата, по колку месо се купува и се троши, бедишо. Па каде овој народ има толку пари? Не знам, и мене тоа не ми јасно, ви кажам. И не само по месарниците, и рестораните се полни, и кафулињата. Така, зато така. Со еден се вози во кола, немаме пари, немаме ова. Но меѓутоа многу убаво ни прави нашиот премиер. Абе, нека не соголи цели козата, нека не ја одери, бре. По-убаво така ќе биде. Еве, ние пензионерите, си стрекуваме таму, немо ни лево ни десно. Вика, ке се осети од буџето со нас ако ни крени, па не ли е тоа срамота? Ама ако не соголат, тоа значи дека ти треба голи да шетаме. А и тоа е противзаконски, така? Па и таму ќе имаме казни ако шетаме голи. Така, леле, мори лепото. Ама види, леле, опасно си ми злато. Не знам што, сакам само да кажам дека колку се жала оние, не за нас пензионерите кои се земаме до 16 или еве до 16 да речеме. Не можеме, стварно не се може. Лекарства, одиш документи вадиш, ваму, саму, значи не може. Он треба да биде свечен и да речи сам.
дека треба најмалку 18-20 што се однесува за овие социјални случаеви. Дали може он да поводи некоја комисија да појди дома да ги види, не гледам од трговски, седнал млад и проси. Му викам, дај дојди и копај. А, не икам да копам. Па што ми просиш, му викам тука. И се љути, што е сега зборов, што е поентата, значи што лесно да вадиме пари без работа. Без труд, 40 години сум работила, па ете колку земам пензија, 13 нешто, па не ли е срамота? Срамота е без за тоа. Да. За пазариве више да не кажуваме, пазарите се огани, пламен, но тоа е тоа без за тоа. Ме интересира само како има пари толку да купува и да се воза со еден во една кола. Благодарам пуно што ме ислуша лепото, најубавице, најсладка и најпријатна секогаш. Ви благодарам многу на јавувањето, а на тоа прашање јас немам одговори, на вистина секојдневно се прашувам, освен можеби единственото логично што ми паѓа на уме дека се премногу задолжени, дека некому должат за да може така да живеат. Инаку не знам како. Добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро. Добро утро. Па нешто, некоја сум скртнал и ќе најдем место и во денешната тема. Ајде, Здравко, повелете. Не знам и како да почнам, зашто сум многу нервозен и само си плампаме, а решение нема. Ево овако ќе почнам. Тука во Македонија, тукашниот човек е за никаде. Од што патриотизам нема. Немајќи патриотизам, слобода нема. Анархијата не е слобода. Ете, ние се продаваме 30 на години своето македонско вистинско селото и било што сите убајни македонски си ги продаваме, да не биде во некое крило, како што сме сега во НАТО, а после во Европска Унија, а ние готовани че си чекаме тие да не ранат и така натака и така натака. И видовме, ето, неколку години сме во НАТО. И што добивме ние од НАТО? Заробена, окупирана држава. Македонското секојдневно си го губиме. Од тука и ќе продолжам. Односот кон мајката природа, човек кон човека е на најниско ниво. Интересот владе. Љубов нема. Има грабадристички однос кого ќе намине. Од таквиот безумен однос, безтрошка љубов и нашите населени места се грди во поприлична дисхармонија со просторот, со сите убавени дадени од Господа за убоживење. Каква нискост на постоење. Нашите населени места, наместо бисери во животниот простор, грдотија се. Чарето за Македонија е во револуција. Поинаку натрупаните големи гнасоти и силно натрупани не може да се исчистат. Но, на голема жалост, луѓе во вистинска смисла нема. Револуционери нема. Продаени души, готовани има. Колку ми сакаш. Благодарам. И јас ви благодарам, Здравко, на јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро, добар ден. Добро утро. Па јас му благодарам на претходниот соговорник. Еден од најреалните соговорници е тој. Меѓутоа, кај нас е лошо, полошо, нити било, а на полошо иде, мислам дека на полошо иде. Затоа што во овие 30 години
партии се правеа, доаѓа партиски челници, се радувавме кои имаше дипломирани да дојдат да го ставиме нешто да биде. Сето тоа испаднаа дипломирани штетници. Од ова до она, до градоначалници, до пратеници, до сите ајдук до ајдук. Затоа што сите почнуваа одмах. Ако е градоначалник, почнуваше прво со крадење на бензин, на бензински си става и вониеви за кори бензин на државна сметка. Ако е пратеник, исто така, земање патарини, земање бензин, земање ова, она, се што можеше се земаа. Па лапање тамо народна мака во собранието, ако кошта 500 денари месечно, тие го јадеа за 100 денари, ако кошта 1000 денари, тие го јадеа за 150-200 денари килото. Значи, во овие 30 на години, се што дошло во партија, дошло за личен интерес, никако за државен интерес, никако за човечки интерес. Кај нас сега, кај вас во Шкупи, е толку веќе изобрано се наопако што и самите кои ќе појдете во една канцеларија, се чуите кај сте после. Ја не сум во Скопје, јас сум 120 км далеко од Скопје, меѓутоа многу често сум идам на ке Скопје и идам се уште. Ама Скопје веќе извор на зараза, извор на гнаса, извор на дволичие, извор на расипаност. Какво владење од Скопје, какви владетели, душмани. Душманите на Македонија дојдоа во Скопје, ги запоседнаа државните установи, веќе ништо нема во Скопје македонско. Кој што сака нека зборува. Меѓутоа, овие полицијава, армијава, што имаат бенефицирани стажови, што се јале народна мака и тие по 20 години таму колку јале, и сега пак со големите пензии пак јадат народна мака, да не колко ги чуваат и пајки, патки, митирки и се живо може да чуваат. А обичниот селенец што давал храна, давал тој не произведува само храна, произведува и народ. Пошто поселата беше раѓањето, поселата беше прирасто на населението. Градовите дипломирани едно, заради тој пусти имидж, за таа пуста моментална состојба, да биде хит, да биде ова, да биде она, Значи, кај нас колку е лошо, колку не се водило ред за ништо. И сега не се води ред за ништо. Посебно сега со овие владетели, јас на другата, на опозиционата 30 години помагав. Се срамам што за Никола Груевски бев јас лично заслужен за да се изгласа тој, а не Маријан Ѓорчев. Ви благодарам на јавувањето, колку што можам да заклучам, во едно сите сте едногласни, а тоа е дека без селата ништо не правиме. Само да не е многу доцна, што го сваќаме сега тоа. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро, Македонија. Добро утро, Тале. Па искра, селата наши македонски се пустеа 80 години наназад се пустат. Мариово село, што е една, не знам, петина, каква е тамо, не знам, од Македонија цела, овој дел на Македонија, тотално 100% беше уништен. Ако појдеш во Порече, или тука од Прилеп, преку Плетва, преку Дервен таму, ако појдеш, или ваму Галичик некаде, источна Македонија, стотици македонски села беа уништени околу 50-60 година. Река народ масовно се селуваше со парталите враци од цело Мариово. Таму тие луѓе, наши македонци, во робство живееле, прва Балканска војна, втора светска војна, прва, втора и па живееле во тие родни села. И кога дојде тој важен комунизам, со важни комунисти како Тито на чело, и му ведоа колективи. Со тие колективи ги ограбија селата, стоката му ја зедоја, жетва му собраја, земја му зедоја, шумата му ја зедоја, и тие наши македонски села, цело Мариово, не баре паднала атомска бомба, родно село татко ми, село Топлица, не баре паднала атомска бомба. Ще пуштам видео само режијата, дај Боже да има смелост да го пушти, еден мој коментар на празникот Свети од Топлица, село тука на 20 километри од Прилеп. Замисли, селото Топлица
е некаде под каменоломо, нели, знаеш што е под Плетва, ако одиш од Прилеп за Скопје, има 2 километри пат и 2 километри кабел. Таа убавата, нели, силна, трета сила во светот СФРЈ, немала пари да направи 2 километри пат, а и 2 километри кабел за струја на време тамо некаде 50-60 година, 70, а струја се однесе 2001 година во тоа село Топлица, кој е на припек, кој е имало неубаво неубави лозија, се работело како педа земја, а сега таму таа земја која нашите предци ја купувале, од лебот одделувале, ја купувале таа земја, значи хектари, декари земја купувале, и таа земја морале да напуштат, пошто со тие колективи, Тито и таа удбашка, злосторничка банда, сета земја му ограбија, сета стока му ограбија, тие колективи после ги уништија, ги ограбија, јаде јагнина пија, локаја тие лажни комунисти. И со парталите враци тие луѓе, таа земја ја напушти и таа земја сега 80 години не се обработува. А за жал сега со СДС на власт овие 30 години, исти пустош, предавство, уништување, грабежи продолжува. Само луѓе не е само сега. 80 години СДС Свети Прокор Чински го продаде, косовари насели 150.000 во време на СФРЈ, Тито населуваше, прибираше река бегалци од Албанија и на Косово и во Македонија. Не е сега проблемот, проблемот е од тоа време. Река бегалци 150.000 влегуваја од Косово, ти немавме граница меѓу нас и Косово. Се населија Сковски, Тетовски, Кумановски села во Скопје се населија и тие направија војна 2001 година. Тие косовари населени во време на Тито Југославија, кои тогаш добија максимални права и сега се неписмени министри кои уништуваат се, учебници нема, земјоделие нема, ништо нема во Македонија. Ама затоа се заслужни тие што гласале за ЗАЕФ и за СДС, како нели онај еден пророк од Ришани кој пред 3 години кажа со СДС Македонија во банкрот, во стечај. Тоа е највистинска изјава, него се друго лага, измама, манипулација. За него народот е крив. А ЗАЕФ и СДС се ангели безгрешни, кои нудат мизерен живот за сите, со јадење живи луѓе. И тоа е месо. Да, не се шегувам. Ви благодарам, Тале, на јавувањето. Добро утро за следниот гледач. Повелете, програма сте. Добро утро. Добро утро. Кој не шомак има човеков од Тито? Ако стани Тито, тешко на него. Искра, месо кој колку може, толку нека јади. Кој колку сака, толку нека зема. Ама не е тоа дали колку сака, дали може? Сега ќе ти кажам. Кога се вработува, вика во администрација, платичето 10.000, а во приватниот бизнис 30.000 и 50.000. И би зашто тамо не можеш да купиш ова? Абе што е сигурно, е сигурно. И па са сигурно е, месо нема. Сигурно е дека нема месо. Кога се знаеме дека општеството води во капитализам, што чека? Да му врни од озгора? Нема. Ја банкар без запиши у банкар, знаете, веќе заработа, долго заработи. И месо јадам колку сакам и што сакам. Тоа е тоа. Човек не може да чекаш друг да ти изработи тебе. Овие што се во администрација, цели фамилии внапре, од државата чекат ништо не работат, платички мали и кукат. Тојато пензија, мало пензиче. Па мало. И приватниот бизнис. Не платят допринос. Ја вика, ќе умрам, не, кој ќе дочека пензија, и кој ќе дојде него пензија, кука. И зашто? Не мала пензијата. Па зашто не плачи со призборот? Тие таквите нема што да кука. Или ќе работиш да заработиш, или администрација, државата видно што дозволи толку администрација да пика внапред. Тоа што е администрација, 60% нива да треба да работат, да произведуваат. Тоа државата ќе се дигне горе. Трошат тие, нема тоа што да трошат. Јас нешто друго да кажам, околу документацијава што треба да се вади. Да, тоа е втората тема. Повелете, да. Така. Таа документација, ние касниме затоа што грците пред нас се направиле, се стокмиле, се замераке према договорот ги исполниле. Имам половина тоа година, ама таблата стои таму Скопје кај што пишува. Видам како пишува. И викам, зашто го не е смениле? Многу било длабоко закопано, не се ваѓало од земја. Нема црта една, а нашите трчат сега све да испустат, да изменат, да донат. Јас по мене,
Подхитно, ако дојде ова власт, нова да се смени, подхитно договорот преспа да се прекини. Со бугарите да се прекинат и тој пријателски, добрососедски, и тој француски. Присудите да ги применат таму, после да разговарат со нас. Да ги вметнат во уставот тие прво македонците во Бугарија, тогаш ќе дојдат кај нас, ние да ги вметниме. А не е навртеле цела Европа, по нас да вика уа, да ги вметните бугарите. Што им стана на Европа и на Америка? Само урнат против нас. А зашто на Бугарија не кажува, чекаме, дајте пример вие, несете ги македонците во уставот ваш, да имате алиби да зборувате да ги внесат тие. Да, ви благодарам на јавувањето, си го искористите апсолутно своето право да зборувате и на втората тема, ете како вовед на некој начин, но остануваме уште неколку минути на првава тема и добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро. Поздрав за тебе и гледачите, и посебно Бошке сега го поздравам пред сега што беше гледач. Јас вака да сум Само ќе ве замолам телевизорот потивко, бидејќи го слушаме во позадина, поубаво ќе ве разбереме ако е потивко телевизорот. Повелете. Не ми е близко другата слова ми, а јас сум амо, па не знам што толку силно се слуша. Вака, ја да сум по селата, јајцата ги продавал по 50 денари едно јајце. Литар млеко 500 денари. Па за трудот што го вложуваат, да, најверојатно заслужуваат. Буковиц, ја од Буковиц јавам општина Сарај. Скоро 600 куќе, па дали има 6 кокошки у Буковиц. Крава за лек нема. Други животни за лек нема, ништо. И сакаш после да имаме, нема иска. А ги имаме сите предуслови, сега да фино урбанизирано е Буковиц, со асфалтирани улици, поплочена нешто, водовод, канализација, струја, пошта, 2 амбуланти, аптека, све имаме, ама не се работи. А полето, не може да си излезеш некако да влезеш и не може да избегуваш после, ако видиш некоја опасност. Све е трња, капини. Нема шанси да избегуваш од тоа поле. А едно време се чека тука редици, камиони да се товарат со јагоди и да се носат во Словенија и Хрватска натака. Тоа е искра. И плачеме, кукаме. Оди низ градовите, кафаните се преполни. Да. Па не може, без работа нема. Нема. Македонија наша има таква убава клима, перфектна храна, најубава храна во светот произведува. Тој јабучарот нигде го нема во светот, само кај нас го нема. Така да, луѓе треба да се вратиме на селото. Сега горе-доле сите услови ги имаме. Например, Виторништа, скоро сега чув една репортажа, тоа е на Маријово, Лепско. Тоа околу 500-600 куќи беше едно време, имаше солидност погон, имаше земеделска задруга, фарми, све имаше тие работи. За гревото, све е тоа затворено. Све е затворено. Така да, нема, без работа нема ништо. И вич нека не кукаат гледачите дека се високи цените. Уште повеќе треба се покачат. Мене не ме погодува ова. Колку сака да ги бидат цените, имам добра снага, добри сили имам, добри примања имам, немам гајле. Меѓутоа не е тоа за мене. Тоа е за цел Буковиц и за цел Скопје да имат јадење пиење. Да, апсолутно никој не го подценува трудот на овие луѓе за да го имаме тоа на нашата трпеза, но за жал примањата ни се премали. Добро утро за следниот гледач, повелете програма сте. Дали сум во програма? Вие сте во програма, повелете. Сега вака исто. Од Каварица јаво. Повелете. Да пратите ваша телевизија Алфа, една репортажа да направи во Кавараци. За
да снима за каква е ситуацијата со лозарството. Значи, оваа година лозарство е уништено, не оваа година, 3 децени е уништено за скоро години, да не го спомнам тој олигарството, кој е надокре ќе го спомнам. Една репортажа да направите како е ситуацијата во Каварец со лозарство. Значи, нашиот совет расправа за тиквишкиот гроздовер ќе биде на 8, 9 и 10. Значи, уместо да расправа воредна седница за откупот и цената на гројжето, и тројца пратеници имаме, и уместо тие да барат воредна седница во собранието, таа една пратеничка што е, има куќа во Замок живее, мажот беше директор во татко и беше директор во изградива на фери, и не поставуваат воредна седница да се бара за откупната цена на гројжето. Значи, Каварец искоство за унишено, не само во Каварец, и по-широко. Значи, тој олигарсот се вика Сето Јанев, ќе го спомнам на името, значи 3 децени тој го фина, да ја му кажав на Јане Бојаджи да постави некој ден, да прате новинари, да репортажа да направат во Каварец. Значи 3 децени тој Сето Јанев го финансира Социјалдемократскиот сојуз. Значи Социјалдемократскиот сојуз униши скост во заштито. Значи овој од ИПАР програма министр за земјоделие нема појма земјоделие ќе давал трактори и машини да обработуваат земјата. Све се не се, сето младили излега во страшно. Кој ќе работи таа земја? До која да реже никој да докара Македонија е градна земја. И ништо повеќе ни пома. Затоа трапезата ќе биде уште по-скапа. Значи, од милион народ милионски град направија во Скопје. На балконите нема домати и овошки и лубеници. Значи, треба да се направи, не знам онај пенов зашто прима паста. Значи, децентрализација да се направи со Скопје, да и праса во Каварец и Каварец е еден од најразвиените градови, има и метална индустрија. Значи, целосна дистензија на Технолошко-металуршки факултет, тоа е СИГМ, најголем индустријалец е во Македонија. И кога го отворат тие факултет, ќе одат и на праса ИГМ и ова што е факултетот за земјоделски науки треба во Каварец целосна дистензија да се направи, да се донесат тие факултети во Каварец и така ќе имаме развиено школство. Значи, подхитно треба Технолошки металуршки факултет во Каварец да дојде. А повторно, тој ИГМ е најјаки индустријалец во Македонија и по-широко. Значи, целосна дистензија на тие факултетски, земјоделско-шумарски факултет, тоа е Скожов, најголем регион на шуми и Каварец и возарството. Значи, а институтот да оде за возарство во Неготино. Значи, така да се направи децентрализација со тие факултети и со министрите за земјоделие и што се знам. Значи, ова е порака од граѓаните на Каварец и пошироко од Сдруженијето на лозари јас се јавувам. Значи, подхитно пратениците да расправат и наши советници у Каварец, а не да расправат за теквешки гроздобер. Како се го славиме теквешки гроздобер, која гројде нема? Ви благодарам на јавувањето, бевте воедно и последен гледач во овој прв дел, односно на првата тема, на нашата прва дискусија. Сега одиме со еден прилог поврзан со летото, иако за мене лично прва асоциација за лето е одморот. Може би сум грешала, затоа што според овој прилог токму летото бил идеален период за барање нова работа. Хајде да видиме зошто. Ако барате ново или пак подобро платено работно место, летниот период е вистинско време да ја постигнете вашата цел. Барањето работа преку лето е многу смел, но и многу делотворен чекор. Понудата на огласи е разновидна. Работодавачите имаат потреба од работна сила во најкус можен рок, а и конкуренцијата за секое слободно место е многу помала. Па затоа, еве неколку совети зошто треба да се активирате на пазарот на трудот во текот на летниот период. Во овој период од годината постојано има активни огласи за работа и побарувачката за одредени позиции е поголема од вообичаено. Бидејќи летото е период кога вообичаено се нуди и сезонска работа, понудата е многу разновидна.
На работодавачите, посебно на оние кои бараат сезонци, итно им се потребни кадри, што пак е голема предност во процесот на преговорите за плата. Можноста за наоѓање на нова или подобра работна позиција во лето е зголемена и поради фактот што повеќето млади луѓе, обврската да најдат ново вработување, ја одложуваат за после летните одмори, па од тука на регрутерите им е намален изборот на нови работници. Тие што работат не размислуваат за промена на работното место во текот на летото, бидејќи го користат годишниот одмор, па на активните огласи има се помалку пријавени кандидати. Повеќето компании по летниот период бараат свежа сила за да го постигнат најдоброто во последниот квартал од годината, а тие кандидати се бараат токму во месеците јули и август. На интервјуата кои се одржуваат за време на летниот период, работодавачите во просек посветуваат повеќе внимание на кандидатите во разговорот, а атмосферата е порелаксирана. Го речиси секоја компанија, обемот на работа се зголемува во септември и во октомври, па така, доколку успеете да се вработите во текот на летото, ќе имате доволно време за да се адаптирате на новото работно место. Овие, така наречени непишани правила на пазарот на трудот, овозможуваат побрзо и полесно да дојдете до посакуваното вработување, токму за време на летниот период. А сега ќе ве однесеме во градската библиотека Браќа Миладиновци. Иако е библиотека, во неа покрај книги има и вредни уметнички слики. Ајде да видиме кои. Кога ќе влезете во градската библиотека Браќа Миладиновци, ќе се воодушевите од сликите кои ги красат зидовите. Импресивната колекција на уметнички слики, акварели и цртежи е сочинета од впечатливите дела на представници од македонската современа уметност, кои се единствени по својата вредност. Ова е ретка можност одблизу да погледнете неколку ремек дела на македонската модерна, меѓу кои и дела на тројца од македонската доаенска седморка, вели за Алфа телевизија Јулија Темелкова, историчар на уметност и библиотекар советник. Сликата која што е во собственост на градската библиотека е од Димитар Пандилов од 1945 година, маслено платно. Димитар Пандилов е првиот македонски импресионист, со чија изложба во 1926 година во Скопје, хронолошки и на некој начин започнува современата ликовна уметност во Македонија. Вангел Коџоман, еден од основоположниците исто така на современата македонска уметност, кој цртајќи, инспирирајќи се од родната струга, внесува елементи на еден распеан реализам, богат колорит и елементи на сезановски пейсаж. Го гледаме неговото дело Пазар од далечната 1948 година. Овде можете да погледнете и слика подпишана од врвниот мајстор на пейсажот, Томо Владимирски. Тој сликајќи ги природните убавини на Македонија во почетокот со елементи на реализам, со текот на времето станува препознатлив и по вештото доловување на теми со историски мотиви, поврзани со македонскиот народ. Градската библиотека со негов подпис ја поседува сликата Мечкин камен. Темелкова ни направи обиколка и застанавме пред секое значајно дело, за да го чуеме отчукувањето на срцето на секоја слика. Сега се движиме малку низ холот на библиотеката. Еве што можеме да погледнеме. Ова тоа што можеме исто така да погледнеме, слика масло на платно од Васко Ташковски,
значаен представник на македонскиот надреализам во сликарството. Томаш Ијак, представник на со неговите авангардни сваќања. Три слики, масло на платно, едната е пейсаж, колона на ранети партизани, потоа архитектура, кој што е на некој начин представник на авангардните сваќања и прв кој што ги внесува авангардните сваќања во ликовната уметност во Македонија. Коле Манев на оригинален начин стана една од централните фигури во македонската, во нашата уметност, сликајќи, цртајќи го човечкото тело и портрети во различни варијанти. Во градската библиотека е собственик на неколку слики од Коле Манев, портрет на Асо Шопов, портрет на Крсе Петков Мисирков, цртаж на поетот Анте Поповски и масло на платно, портрет на Димитар Миладинов. Се восхитувавме и од потезите на маестралниот сликар Трајча Јанчевски, кој сликајќи ја човечката фигура и фигура на некое животно, го совладува просторот со магичен реализам. Чиниш, слушаш звуци од сликата. Восклик во нас, а се надеваме и кај вас, изнуди и импозантното дело Срт од 1973 година на врвниот сликар, графичар, мозаичар Глигор Чемерски. Од 1959 година до крајот на 60-тите години интензивно се занимавал и со ликовна естетика. Тој е еден од застапниците на уметничката слобода и интелектуалната победа на повојната модерна. Неговиот стил е инспириран од експресионизмот и иконите на православието. Може да се каже дека прв ја воведува гестикулацијата во нашата ликовна уметност, чистиот потек како една сликарска доблест. Данчо Оцев, со богат колорит и стилизиран сезановски пейсаж. Владимир Георгиевски, Марко Цепенков, кој може да се каже дека црта со боја. Оваа слика е од 1999 година. Дел од колекцијата уметнички слики се и два портрети, масло на платно, на Константин и Димитар Миладинов, сместени по споменсовата на браќата Миладиновци, тага за југ. Сликите се дело на академскиот сликар Новица Трајковски. Богатството на градската библиотека, прикажано преку колекцијата на уметнички слики, представува скапоцен дел од сведоштвото за историјата на македонската култура, за творечките настојувања и достигнувања на доаените на македонската модерна, нивните следбеници и новите генерации ликовни уметници. Навистина убаво и сето тоа ова може бесплатно да го погледнете во библиотеката Браќа Миладиновци. А сега една неубава информација, тоа каде денес во Скопје нема да има вода. Делови од аеродром и центар ќе останат без вода. И тоа да видиме каде. Еве за почеток во аеродром станува збор за дел од булеварот Јане Сандански. И тоа од 9 часот наскоро, значи и се до завршувањето на интервенцијата, а во центар во Маџир Мало. И тоа веќе е започнато во 8 часот, така што да не се чудите зошто немате вода, еве ви информација, но за жал не можеме да ви дадем информација до кога нема да имате вода, бидејќи и овде вели дека до завршувањето на интервенцијата. Она што сега следува, во продолжение ќе имате можност да ги запознаете Сара и Филип, тоа се двајца млади креативци кои што рачно цртаат и на облека и на патики, и тоа нивните креации
и не само што се разиграни, шарени, весели, туку се и уникатни затоа што се изработуваат по желба на клиентите. Верувам дека многумина од вас ги имаат тоа видено негде или пак сретнато и по социјалните мрежи оние уникатни мајци кои што го имаат тоа логото идентитет. Да, токму тие мајци се рачно направени, насликани од рацете на ентузијастичкиот уметник Филип. Филип и Сара се млади ентузијасти кои што творат и работат под брендот РВР бренд. И да, одлучиле да останат едни од ретките млади, нели, кои што сакаат да останат овде во земјава и секако да го прошируваат во иднина нивниот бренд. Ова утро ги запознаваме токму Филип и Сара и ве запознаваме со РВР бренд. Дечки, ви посакам добро и убаво утро. И она што многумина, нели, на самиот почеток ќе ги интересира е како дојдовте до името РВР бренд, односно што значи, нели, РВР бренд. Здравейте, благодарам на поканата. РВР всушност е РВ, што на француски значи да сонуваш. Па така и ние сонуваме за еден успешен македонски бренд. Идејата како настана РВР всушност беше многу спонтана, бидејќи јас и Филип бевме излизани на кафе и дојдовме до идеја ајде да започнеме нешто заедничко, бидејќи Филип е уметник и црта уметнички слики. Дојдовме до идеја ајде да биде нешто поврзано со уметноста, кое што на некој начин ќе биде покомерцијално, ќе биде подостапно до луѓето, ќе можат да си го дозволат самото тоа. Па така дојде идејата да го започнеме овој бизнес. Прво започнавме со цртање на Тексас јакна. Така ни беше првично идејата, ајде со Тексас јакна, бидејќи имавме ние, прво нашите ќе ги нацртаме, ќе ги објавиме. За некои си 2-3 дена го направивме Инстаграм профилот и си ги поделивме врските, имавме поддршка од нашите и на тој начин започнавме. Да, навистина е едно уникатно место, односно уникатни работи кои што ги творите и работите заеднички. Филип, на што се може ти доаѓа идејата да нацрташ нешто? Оно што може да се види веќе во палетата се, нели, патики, Тексас јакна со кое што имате, нели, започнат, односно со кое што има дојдено идејата, но на што се можеш и ти да насликаш? Буквално скоро се, буквално се што може да видите, што може да се носи, општо и слики може да се нацрта. Јас почнав од сликите, а самиот бренд почна со цртање, како што кажа Сара, на Тексас јакни. Ама самите луѓе, самите клиенти створија, како да речам, пазар на некој начин за секаков вид на облека, буквално од маички до високи подпетици, до патики, до каиши за гитари, буквално се. Оно што знам дека многумина ќе ги интересира, исто така како настана она многу популарна патриотска мајца идентитет, која што навистина во вистинско време, нели, ја направивте. Па добро, вака идентитет беше една соработка со Боемот, профил од Инстаграм кој да речеме инфлуенсер и влијателен кај нас, особено кај младите. Дојде самата соработка почна со тоа што ние планиравме да направиме нешто што ќе не пробие кај младите, особено во Македонија, да не дознаат, и така започнавме со таа идеја да покажеме, особено во тој момент кога беа протестите со францускиот предлог и слично, ние да покажеме дека македонскиот народ е посебен и така отпечатокот од прст како нешто што го има секој и е својствено за еден поединец. Така ние го направивме тој дизајн на отпечаток кај што пише идентитет и да, како што рече, се погоди моментот за да таа маичка стане така ете препознатлива. Од каде се црпиш инспирација? Што те инспирира да создаваш и да правиш постојано, нели, нови уникатни работи кои што секако ги носат луѓето? Па вака, во врска со инспирацијата, на некој начин и самите луѓе, самите клиенти кои нарачуваат дел од работите, ми даваат некој вид на инспирација, ми кажуваат што сакаат, како би изгледале. Јас им правам вид цртежи како ќе изгледаат нивните работи, а за себе и општо вака инспирацијата ја црпам од секојдневието, буквално се што ќе видам преку дени додека живеам буквално, црпам инспирацијата. Во задње време може тие некои патриотски работи така некако ме понесуваат да ги направам дел од моите работи, што ги цртам и слики. Што е најтешко, може би, или пак еве колку време ти одзема за да направиш
една уникатна фотографија, слика насликана. Колку време ти одзема? Вака, во однос на сликите, уметничките дела односно, се зависи и од големината, но зависи, можно е од недела дена до месец, до 2-3 месеци, некој пат ми треба, се зависи од тоа како сум јас инспириран во однос на тоа што го работам, а и самите секојдневни обврски, а во однос на патиките и кастом облеката, од недела до 2-3 исто пак зависи се од самиот дизајн, колку е комплексен и колку треба да се внесеш во него. Да, ти сепак се нели по професија уметник, Сара е тука да ти помага нели за логистичкиот повеќе дел. Сара, со кои се имате досега направено соработки, каде се може да се најдат производите од палетата кои што ги создавате? Па вака, искрено сите соработки сега ни се многу драги, можам да кажам. Може да погледнете, имаме направено кај за гитара на Мартин од Next Time. Исто така имаме цртано Texas јакна за Раста од Србија и исто така Texas јакна и за Светозар Игич. Не толку познат, но не млад српски пејач. Моментално работиме уште на еден проект, тоа ќе биде со фудбалскиот клуб Партизан, каде што наскоро ќе бидат достапни во продажба нашите дизајни за нивните мајчки и ќе се најдат во нивниот бутик. Да, навистина браво за сите овие досега кои што ги имате направено соработки. Знам дека и тоа како нели ви значат, но ви посакувам нели да се проширува таа палета на соработки во блиска иднина. Она што неудамна го видов и мислам дека едно од последните некои ваши проекти, едни патеки кои што навистина беа многу уникатни направени, 100% македонски, односно патриотски, нели? Со Македониум, со Војводи. Како настана, како дојдовте до идејата за едни такви патики да ги нацртате рачи? Па вака, во однос конкретно на тие патики, во разговор со клиентот, бидејќи ни предложи што односно сака да се најдат на патиките, ние направивме една првична скица како би изгледале патиките и во заеднички разговор дојдовме до финалниот производ. На таа конкретна патика требаше да се направи еден таймлайн као на македонската историја од самото постоење и така на неа се наоѓа познатата македонска вртелешка која моментално може да видите на серијата Бистра вода. Исто така го има Александар Македонски, на глаголица е напишано името на клиентот, бидејќи да посветиме дел на античкиот период на Македонија, на Свети Кирил и Методи, додека па на другата патика се наоѓа оној дел на илинденскиот период на Македонија, таму може да се најде точно илинденското восстание и може да се најде знамето на Македонија. Па така. Вистина многу уникатно, многу прецизно направено и многу оригинално пред се. Филип, како ги охрабрувате луѓето за идеите? Доаѓаат они со свој концепт или пак некогаш очекуваат и од вас? И што се може да се наслика на еден пар патики? Па искрено може се да се нацрта, буквално се што ќе замислат, дури самите они може да се најдат на патиките или на високите подпеците се исто. Во однос на како доаѓаме до идејата, голем дел од клиентите искрено сами доаѓаат со веќе спремни идеи што сакаат да имаат и ние го доработуваме тој дизајн и правиме скица, но искрено повеќе јас лично бар сакам кој ќе ми остават слобода мислам секој уметник тоа сака, ќе му остават слобода да он да покаже што може и да добијат еден уникатно парче на облека. Уметникот не се праша нели што сака да слика, веројатно се сакате да сликате, што е она нели во вашата имагинација, но на што ти најмногу сакаш да работиш, односно што најмногу ти лежи? Искрено, јас највеќе се посветувам од самиот почеток кога почнав да цртам, јас од дете цртам, али вака попрофесионално. Се посветив на ликови, не знам зашто ликовите ме инспирираат, не цртам луѓе, не цртам личности, туку цртам лице, тоа ми е така некако дел од нив се постоечки и познати личности или ликови, а некои се измислени од мене. Да, има навистина прекрасен портрет направено и од Сара, кој што ќе имаат можност нели гледачите да го видат низ инсертите. Колку време беше потребен за тој толку прецизен и уникатен портрет да се направи? Вака за таа слика, па сигурно се не памтам што беше пред година и пол сигурно, но
требаше доста време, едно 2-3 недели, мислам и месец дена дека ме фати самото цртање. Таа слика е конкретно инспирирана од една фотографија што се случи баш на протестите, каде што Сара носи маичката идентитет што претходно зборувавме, и има капа на главата и беше поентата да се покаже таа маичка идентитет, а исто така и да се покажат очите на Сара со внатре ќе видите некои детали кои што го содржат знамето. Оно што исто така верувам дека е специфично, затоа што се работи нели со најразлични бои, па како се одржуваат еве и јакните Тексас, и патиките, и високите подпетици? Па искрено вака, за патиките високите подпетици препорачуваме да се чистат со влажна крпа, значи да нема присуство на алкохол и да не се перат во машина за алишта, бидејќи самите патики, без разлика дали се цртат или не се препорачува да се перат. За Тексас јакните, доколку сакаат да си ги сперат во машина, тоа да биде на најниска температура. Верувам дека ќе им бидат нели секако добродојдени овие совети, но сепак ќе ги споменувате сигурно нели кога клиентите ги земаат нели готовите производи, но што се спрема во иднина? Може ли да ни откриете еве за плановите кои што се припремаат? Вака, лично јас работам на уметнички дела кои ќе се најдат на една изложба најверојатно во декември. Во однос на брендот се спремаат неколку нови лимитирани парчиња на облека, односно дуксери и маички кои ќе можат набрзо да ги видат во како ќе изгледат и ќе бидат за продажба. А во однос на кастом делот од брендот спремаме една нова колекција на кастом јакни и кастом високи подпетици, но за кого и како ќе да знаете на нашиот Инстаграм профил, бидејќи премногу е рано да откриеме повеќе детали. Очекуваме покана за изложбата која што најавувате кон крајот на годинава, навистина ќе ми биде задоволство да ја проследиме, затоа што видов нешто од делата кои што досега се направени, навистина многу интересно и за публиката, но и за сите оние македонци. Ви посакувам да имате навистина многу успеси во иднина, уште многу успешни соработки на кои што ќе бидете и вие горди, но и луѓето кои што ги носат парчињата изработени токму од вас, кои што навистина се и тоа како уникатни. Ти благодарам за интервјуто и за поддршката. Преминуваме веќе и на втората тема, тоа се личните документи кои што треба да ги смениме до февруари. За да се постигне тоа, ќе треба да се отпечатат по 10.000 лични документи дневно. И сабота, и недела, и празник. Ајде да го погледнеме прво прилогот на оваа тема. Министерството за внатрешни работи ќе треба да издава по најмалку 5.000 лични карти и 5.000 пасоши дневно и за делник и за празник, за да успее во трката на 800.000 граѓани да им издаде нови, во кој ќе стои новото уставно име со додавката Северна. Ова е невозможна мисија, но Министерот за внатрешни работи тврди дека ќе се стигнало и дека веќе 1 милион граѓани имале документи со новото уставно име. Крајниот рок за да се заврши целата постапка е февруари идната 2024 година, кога личните карти и пасошите на кои што стои старото име на државата престануваат да важат, дури ако не им е истечен рокот. Ако не се успее, немало да се казнува, тврди Спасовски. Истовремено нема конкретен одговор дали ќе може да гласаат граѓаните со документи без Северна на претседателските и парламентарните избори кои следат идната година. Законскиот рок од 15 дена на добивањето на документот во континуитет работи погонот за производство на лични документи двосменски, работи во сабота и во тој законски рок се постигнува да се издадат тие сите документи кои што ги имаат. Нема да има никаков проблем во остварувањето на правата. Јас сметам дека според оваа динамика која што имаме ќе се успее успешно да се завршат сите тие промени на личните документи. Во ниту еден случај нема да стане збор за казнување на граѓаните, тоа нема да го направиме. Непознато е според која математичка пресметка министрот ја темели само довербата дека ќе издадат нови лични документи до роковите кои се предвидени во Преспанскиот договор, кога и до сега без посебни рокови имаше низа проблеми. Прво тешко се закажува на телефонскиот број во МВР, потоа се чека и по повеќе месеци за нова лична карта или пасош, а пред некоја година се случи сериозен проблем кога во министерството немаше образци за нови документи.
Од Државната изборна комисија за Алфа ТВ велат дека ова е новонастаната ситуација, досега непредвидена во изборниот законник, кој што ќе треба да се менува. Дел од граѓаните не планираат да вадат нови лични документи само поради новото уставно име на државата, бидејќи старите се уште им важат, па не гледаат причина зошто повторно да даваат пари. Ако ми важат старите, не ги вадам воопшто и ќе ги скинам. Документи ќе извадиме, ама кој ќе истече рок. Сега да давам пари, а извадени ми се брзо, нема сметка. Јас сега вадев пасош со Република Македонија, сега зашто да вадам пак наново, кој ќе ми плати мене? Останува нејасно како МВР планира да го спроведе процесот на менување на лични документи и дали граѓаните ќе може да гласаат на престојните избори ако во нив не стои додавката Северна. Хајде да видиме дали вие пробавте да закажете, дали успеавте да закажете и за кога евентуално ви закажале. Како и да е, министерот Спасовски обедува дека доколку не успееме да ги извадиме новите лични документи во предвидениот рок, дека нема да бидеме казнети. Прашањето е дали му верувате. Добро утро му посакувам на следниот гледач, поверите во програма сте. Добро утро, Искре, моја лепотице поцрнена, одморена. Абе, ќе врдим да го чуем, вика, мојата Искра, значи колку ми беше чудно без тебе, не можем да ти кажем, Искра. Они сите сте добри, али ти си ни посебна. Да си не жива и здрава, добро ни дојде, Господа ми те чува и тебе и твоја фамилија и се да биде убаво. Искре, си биде златна краска, и кратка, пошто нели се пости, не може да треснем некој глупост. Само да ти кажам, што не иде, не иде. Да се жалимо, да викамо. Ја пред, оште като станав течаец, ја кафе и леп сам јала, Искра да ти кажам. Седнам у сала, скриjem се, никој да не ме види, сварим кафе горе, никој да не ме види, и лепче турим у ташна, седнам долу у салата, мучим се, што да ти кажем, додех да дојам до пензија на 20-30 работни места, дек не сме малтретирале, ама издржа. И сега ти издржимо, ајде да сме живи и здрави, што ово е скупо, оно е скупо, па ќе земем помалку. Зошто, Славица, стално да треба да издржуваме нешто, кога ќе уживаме? Па нема, еве, видиш, посилни са, качија си плати, никој ништо, зашто овие се што сакат да дојдат, мене ми тој чудно, зашто не се откажаат платите? Ајде да се беа откажале од платите, например, да речемо, слушај, пустата пара, влече Искре, да речеше, ете, слушајте, корона, народ, еве, пензионери, еве, сите штрекуваат, дај да се откажемо, да ги овие убедат. Па Славица, сите најавуваат дека ќе дадат дел во хуманитарни цели, ама еве, не сме слушнале каде отишле, така? Ништо, Искре, златна моја, да градоналих 100 денара, тражине те да ми дај. Не, никој да не веруе на своите очи, од едното око, од другото да немамо поверење. Што не иде, но само да сме живи и здрави и кад станемо на сабале, па тој ќе да речем фала ти Боже што овај ден си ме дал деца, нека се живи и здрави, некако ќе се издржи, нека јадат, нека пијат, нека идат, нека се веселат, немамо што, видиш, ударат. Еве, села на Пуштија, од сабале слушам го темата, нели, па така ми нешто стана криво, татко ми Бог да го прости, уведе и струја и вода и телефон, ја како дете, еве 70 години знам за телефон. Се има, народ нема и пут има и вода, ете, жалат се, нема путишта, нема вода, нема, се има. Останаа само 200 човеци, сите по градовите, никој не ќе да чува, ако зачуваш нешто, свиња дојде ти инспекција, зачуваш кокошка пред врата му, там, да не зборим, искрено да ти кажем, кад се малку размислим, да ти кажем стварно, дај Боже да се освести, да дојдат некои домаќини, да некои од гледачите и од тај од кавадарци што ги заклучувам за кучињата, јас се толку изнасмеем, па и право е до негде човекот. Денес си беше на темата, си го оставив, да. Све чу. Биди ми жива и здрава и поздрав до сите и мило ми е што... Славица, само да ве прашам, дали се обидовте да извадите нови лични документи? Ја извади на Северна Македонија лична карта, па ќе видим искрено, ако биде нешто, па ќе там ќе се мучим, ја ќе сам мирна, па да видиме до кад ќе биде, Господ знае, зашто толку е непредвидлив животот, искрено, утре не знаеме што не чека. Да не се ударат у груди и овие функционерите и мале и пари и овие богати што ги гледам, знам искрено, све сам видела, па можеш да замислиш со 45 години стаж, све што сам видела во животот, од дете. Биди ми жива и здрава и се наубаво. Поздрав, Славица, многу ми мило што успеавме да се слушнеме овој прв мој ден после одморот. Добро утро за следниот гледач, повелите програма сте. Благодарам, Искра, добро утро. Добро утро. Се надам дека убаво се одмориште. Да. Иако никогаш доста. Токму така. Повелете. Добро утро посакувам на сите ваши гледачи и слушатели. И убав пријатен ден. И се јавува Сеница Чизнич од Скопје. И пред некој ден
една убава забелешка ми дадоа. Констатација би рекла. Вели, ако има некоја скокотлива тема, што ќе те скокотне, ќе се јавиш, сигурно. Викам, да, еве, сега таква тема е, Искра. Иако многу работи не ми се за смеење, сепак оптимизмот, кај луѓето што владае оптимизмот, пронаоѓаат начини да си направат да им е побаво и да се смеат. Ова сега што го читам јас, министерот Спасовски, не сум го слушала. Не сум во текст ова за личните карти и личните документи. Знам само дека мора да се сменат поради името Северна Македонија, дека е променето во Северна Македонија. Така ни велат дека морало, да. Да. Не знам дали вие знаете да ми дадете одговор, Искра. Дали оние документи што имаат рок на важност, на траење, мора да бидат сменети до одредениот рок кој е воспоставен? Да. Сега јас ќе искористам на народната: сит гладен не верува, здрав болен не верува. Значи, мислам дека не е исправно то, по мое. Тој што прифаќа дека е исправно, немам ништо против. Јас имам своји лични ставови и размислувања. Мислам дека не е исправно тоа да им се наложува на граѓаните. Мислам дека треба да се остави на слободна волја на граѓаните кога ќе можат да ги сменат документите. Кога ќе истече рокот? Токму така, Искра. Затоа ги реков тие две народни поговорки. Значи, ако има секој еден жител во оваа наша држава своји собствени права, па и за лични документи, значи не може со наметнувања, не може со закани, со казни, не може така да... Дали размислуваат дека има луѓе кои што живеат сами, кои што се болни, дали размислуваат дека има луѓе што немаат финансиски средства и така натака. Јас кажувам дека не сум една од нив, меѓутоа имам во најблизок круг на луѓе што се наоѓаат во некои, па би рекла и си давам за право, безизлезни состојби и ситуации. Тие многу убаво знаат што се случува со сите жители во оваа земја, тие многу убаво знаат кој им е статусот и така да си давам за право да речам до сите функционери, до сите оние што имаат раководни функции, нека не тргнуваат од себе си. Ако некој од надвор им го наложува тоа, тие што им го наложуваат од надвор, нека дојдат малку тука, нека живеат тука, нека се гости на овие луѓе, за оваа категорија луѓе што ги спомнувам, па тогаш ќе видиме како ќе размислуваат. Значи, не можеш ти од народот да го добиваш гласот со негова заслуга, било кој, не мислам на вас, Искра, што велам не можеш ти. Значи, било кој да е, не може да седне на таа функција со гласањето на народот и после да ја злоупотребува функцијата и да му го отежнува животот на секој жител во оваа држава има своји права. Синида, многу ви благодарам на јавувањето, не само што вие го мислите тоа, не само што граѓаните го мислат тоа, еве вчера се појави народниот правобранител. Смета дека еве за пасошот не важи закон, пасош не мора да имаме, но законска обврска да имаме лична карта. Кога граѓанинот веќе си ја исполнил таа законска обврска, доколку треба нова, се уште важечка, тогаш тоа треба според народниот правобранител државата да го покрие. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро. Втор пат од живот се јавам во Алфа од Куманово Нем. Повелете? Ете да добијам. Аха. Еве сте добиле, мило ми е. Повелете. Темата ви е супер. Значи, јас сум од Куманово, за министрот што да кажам. Каков срам, каков харам ки има, бе. Иска, тоа е, значи, брукана историја. Со самиот премиер. Он ми е школски на мене во гимназија. Детството беше забегано. Значи, ово го јавно кажувам, со име со председник соматичен прекосал. Заедно седешме во гимназија. Ја не знам што барат. Јас сум по национално србин. Али 2001 година војов за ова Македонија, воен полицаец, водач на војни транспортери. Бев платеник во војна полиција. 2002 ми избрка. Дојдоа планините луѓето, ги запослија, ми велеа имаш некој роѓак, ова, она. А ја бев од 99 таму. Не е битно тоа. А со кое образложение бевте избркани? Па немав пријатели, луѓе, фамилија, некоја во Арама, а 90 бев граничар македонски на Арама, на српска граница,
заробен во Мргленце, во српска страна. И ме тепа во Каралова Петровец, по сум србин, а сум на македонска страна. И мене и во Ушекот ме тепа. И сите бевме заробени Каралова Пеница, значи тоа се знае, има во документи, го кријат. Не е битно тоа се заврши. Потом ја не сум вработен никаде во животот, али потоа за американска администрација бев добар отидов за Ирак, Афганистан, материјално сум обезбеден. Благодарам на Джордж Буш, Барак Обама и на Доналд Трамп. И имам се. Али ова што се дешава во државата, срамота бе луѓе, срамота бе. Не барам ја ништо од овие. Не барам. Кога имам потреба идам у ремедика, у Систина. Еднаш бесна интервенција ми се слоша, како да ти кажам, за инфузија со здравствена книжка од македонска држава. Па немаме оди купи, ја не може да станам, викам како да купам. Еви пари одите. Па ние вика не сме продавници. Што ви кажам? Значи ова и за пензионери. Луѓе се во право, ова е срамно што се дешава. Значи ја не се жалам за мене. Благодарение на Америка и на моите способности што бев Ирак, Афганистан. Долги години. Ова е срамота, бе, жално е, бе. Луѓето на контейнери одат. Сабаде бев да купам сок, кисела вода и леп. Луѓето бркат по контейнери, бе. Тоа наши луѓе, наши, мајка со керка за рака, брка по контейнери. Нели ги е срамота, бе? До кај ќе оди ова, бе? Па месо, кој ги купи месо, бе? На керка ми на 13 септември е роден ден. Кај што вртев да побарам прасе за купување, брат вика децата да отидува во Италија, во Германија, никој не е чува, бе. Зошто да чува? Да му го земат мафијата, да го унисат. Нема ништо овдека. Ова е срамота, него јас 48 годинки, станче имам, за мене за децата за купив, кодичка имам, парички имам некоја и си гуркам. Али за луѓето е страх. Да не беше Америка. Ова жално е, бе, па ќе му идам дома на ковачник и му тражам лебе. Ова е срамота. Многу ви благодарам на јавувањето. Да, рековте втор пат се јавувате, се надевам дека и повторно ќе можеме да ве слушаме. Да, срамота е збор што често пати го слушаме. Срамота, но за жал тоа е нашата реалност. Добро утро за следниот гледач, повелете, програма сте. Добро утро. Добро утро. За кој срам? Тие се оперирани од срам. Нема кој срам одамна е тргнат од нив. Прво, не срам, чувство човечко, оно човечкото што го имаш во тебе. Тоа треба да биде да оправдува, не срам, они нема срам. Тоа се знае, борат се за потеја и готово. Ако треба секи продадеме. Сакам само да го поздравам Мартин Костовски, да не се туку гради дека ќе го пробие ВМРО за да, он проби порано еднашка безподписна председател и даде у службен вестник за Јаси Колбански. Кој го не го пита да он да го даде, то он ќе лежи у затвор, ние ќе поднесеме тужба против него, против Драги Георгиевски, комисијата што е Тодор Петров, взимат по 80.000 евра годишно, а продават ја Македонија и продават се живо. Сега друго да кажам за Спасовски. Кој му верува на Спасовски? Никој не му верува. Кога се отвара клубовето, пракtiше обезбедува и на бугарите, а они се кријат. Кога беше дигнај овид банкомати, што не се праве тука, се праве. Спасовски го нема, крие се. Зашто не излезе сега кога беше премиерот од Косово, со кое право доаѓа премиеро да ми мене улица на македонска бригада улицата, да мене со кое право. А става терорист, име на терорист. Прво нема ги право градоначалници тоа. И да не вика, слушам го вчера зборе. Градоначалниците со подршка на ВМРО, како него е срам да ги брка ВМРО тие работи кај што се они главните. Зашо не излезе да го фане? 2 недели стана не може да го фане тај што го вееше знамето сега. Тоа е договорено.
албански знамења, наше нема ни едно. Улезите тражат случајно струјата да и се плате. Дали има македонско знамење? Таа територија дека у Македонија е. И Спасовски трае, нема го никаде, крие се како сенка, нема го, бега, тамо, вамо, се е оно право. Прво нека се срама тоа што прават терористи, на терористи и дигнаат споменици на нашите не смеат на плочата да човеа, и на Карабак, и на Вејци, и ова и што седе у парламентот председателот што ги пцуваше вработените и онај што мазе се фуджа. И какво е тоа самоволие? Тоа е самоволие, тоа одобрено од натрешния, не од... Како не смее да го затвори? На лице место ќе го затвори и нема да смее да излезе од затвор. А они траат, ако треба и на главата ќе седат, они ќе траат само фотељата да ја остане. Ама още малко беше, много беше малко остана. Па во народа не може веќе да издржи. И житие по пустија. Другите ги прават. Да му кажам на Љупчо дека ВМРО не се бугараци. Тоа е бугараc што ги бране бугарите што сакат да влезат у Уставот. И секогаш плука по ВМРО. Нека се привере, нема одговара возрастен човек да плука така. Тоа е срамота. Клубовето ВМРО ги отворил. Искра има многу, ајде, пријатно, фала многу што ме се слушат. Ви благодарам на јавувањето, само нема да се тревожите толку рано наутро, денот е пред нас. Добро утро за следниот гледач, повелител програма сте. Добро утро, Искра. Добро утро. Па вака, она Спасовски што го кажуваше, мене ми исто како рекла старате некија да чута така. Со сила сакат да не направат Северно Македонци. Јас вака си кажам. Моето уставно право е документот додека ми трае. Мене ми трае до 2031. Под секакви закани, под секакви одговорности, јас лична карта не менјам. Дедо ми, Република Македонија, татко ми, цела фамилија. Сега со сила треба да не направат северњаци. А што ако не ви дадат да гласате со таа лична карта? Види Искра. Не, што сакат, они ќе прават, се наоѓаат рачки да не изгубат. Значи изгубат. Друго што сакам да кажам, мислата ми земате. Речи го... Што сака да направат? Да не направат северњаци? Нели беше договорот со Грција по влегувањето во Европска Унија после 5 години да се сменат документите, име, све живо и диво. Они уште не чуени за влез во Европска Унија, сменија све. Кога они можат суинат, и јас можам суинат. Сите последици ќе ги сносам, ама ќе излезе на моето. Како они со сила, и ние со сила ќе му одговорите. Не менјаме, па нека пукнат ако сака. Спасовски може дома на черка му, на син му, на жена му, што сака да му кажува и да прави. Нека покушат да почнат да прават како одговарат овие од рамковниот, така ќе одговараме и ние. Така треба да почнат македонците. Нека се размислат малку. Северњаци нема да видиме. Па што сака нека види. Поарно ќе умрам сит и со дигната глава, отколку сит со наведната глава и уцене. Благодарам, Искра, стварно нервозите се големи, да оставам место и за другите некоја секунда. Пријатно, ви благодарам на јавувањето. Добро утро за следниот гледач, повелите програма сте. Добро утро. Добро утро. Искра, не знам како да почнам и со жената што се нервираше и со човекот. Јас знаете што мислам? На што да верувам? Во што да му верувам, ајде кажете, на Спасовски или на цела влада? Не дека навивам за некоја друга партија, нема врска. Ова е мислење моје што, знаете што, јас просто не можам да сватам во каков народ живеам, а и јас сум дел од тој народ. Па што сака да прави ние ќе ќутиме, бре? С големија и плати, с големија и се. Ние само знаеме на телевизија да ја гледа што треба. Не може да луѓе македонци. Јас се срамам оти живеам со ваков народ. И предпоставувам дека ова влада точно оцени каков народ сме и затоа ова го работи. Точно кажа човеков, рекој е по 5 години или од куќе влезиме или било како документи. Што е ова? Да ни сервираат, значи што сака, ние ќе прифатиме.
да речат дека од секој град ќе басиме по тројца луѓе во дено или по еден, ние ќе прифатиме и ќе велиме дека не сум јас денески. И затоа велам, джабе правиме муабети за ова. Ако требаше на Милошевиќ да падне, излезе 600.000 народ во Белград и се заврши работата. Што треба? Скопје толку е малечко за да се собера 100-200.000. Значи му одговара ова влада, бре луѓе. Нас ни одговара, што не сме против нешто, ги одговара. Ние влеговме во Европска унија уште во авион славевме. Шо е проблемот сега? Зошто ВМРО сега се повикува како виновник, не дека толку го бранам, ама чекај сега, кога дојде коса до камен, па сега елате да преговараме. Го праша за име, го праша за договорот, праша за се. Абе, не ќе да размислувам дека Мицковски не ми е голем така човек во некој работи, ти пропуште доста работи. Кога требаше да ни изваи на улица, тој си сееше дома, не викна за струјата да излегуваме. Не излегуваме за струјата, ако не ме викна за промена на име за ова зона. Значи, не знам како да зборувам и само се чудам, би рекол. Штом се чутиме, нас ова влада ни одговара. И нема што да бараме, джабе се јавуваме. Еве, житото го зедоја за 10 денари, сега не може поскапа. Во ред е. Ние се припаќаме. Нека биди, 700 денари ќе било сирење. 1400 нека биди. Ова влада го избрака скроз па народот го отсели. Кој сакате да работи? Од друга страна, ајде да покушајте, јас од селска фамилија, покушајте да најдете работник да бери домати. Нема. Шо е тоа? Ова е чудо невидено што се случува. И ние сум си гледаме се, да не му откривам на други време, али во ништо не верувам во оваа држава. Остар сум малце, да сум помлад, ќе заминам усвет. Она што ме чуди е колку разумни луѓе како вас имаме, луѓе кои што се им е јасно и повторно да, сето ова го дозволуваме, сето ова ни се случува. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро, Искра. Добро утро. Што да кажам? Пасот, овој дали да вене сум верувал. Ова е жива пропаст, не знам како ово живее. Него јас сакам друго, ќе биде ван темата малце, али ќе биде интересно за гледачите. Одам во банка, пријател ми се јака да стале, вика да има цена во банка. Мукам да имам. Колку? Околу 1,5 милион. Ќе дојде, ме слушате ли? Нешто ми сецка помалку, морам да ви кажам. По Пешта, тука изгледа нема добра рецепција. Сега ме слушате? Нешто слушаме, ма некој зборче така ми се подпрекинува. Нешто лево, десно да подмрднете малку? Ајде, покажавам се. Искра ме слушате? Ајде да се обидеме. Ме слушате? Добро, да. Пред некој ден ми јави пријател од Австралија, да имаш банка, за колку 1,5 милион. Дали можеш на сестра ми да ги префрлиш? Нема проблем. Она доаѓа во банка и му сакам овие пари и префрлам на ова. Зошто ќе му префрлите? По кој повод? Што ве интересира? Му ги дава, му треба луѓето парите. Не може. Ајде, нека согласивме по рок од 3 дена по 500.000 и ги парите. По недела дена ќе го еврише, дојди се, да ги вратиме. Вика се услужи. Одам во банка и таа вика да му ги префрлам парите на... Не може. По кој повод? Нек не вика човекот ми ги префрли. Сега не може би да кривот и тие некоја вика не до нас е, тоа вика до закон се одржавата. Вика за пари што сами себе. И добро му вика како ќе имам парите. Пак вика ти дена по 500.000 да ти врати. Добро, да ти може жената да ти парите во кеш, вика. Може, вика, извадете ги, еве тука. Јас ќе ги даде во кеш и ти ги вратам нас. Не можеш да ти датиш на... Абе, што е се вика това држава? Тие прашувате што дали нешто функционира тука.
Па добро, тоа што важи за обичните луѓе, очигледно не важи за необичните. Нешто разбравме, нешто недоразбравме, така што ќе ве замолам во некој нареден ден кој ќе имате можност повторно да добиете, па повторно уште еднаш да ни дообјасните. Имаме време за уште еден гледач до крајот, се надевам. Добро утро, повелете, о програма сте? Здраво. Здраво. Му верувам на министерот. Колку проценти? Па Амди Байрам, како ја викаше, 113, нешто така. Многу му верувам на бате. И јас ви верувам дека му верувате. Да, човекот доверба е, до нема каде да ти кажам, мислам вчера кога го пуштија на телевизија ми се расипа телевизорот, дори телевизорот од толку доверба у него се расипа, па мораше да го поправам. Уште еден зијан во куќата. Да, па зијан гледа и зијан се сторuje. Не може да биде другачие. Имаше една гевгилитска рок група Зијан. Зијан, да. Да. За тоа, на тоа мислам, не дека се белјачи овие, не, Зијан, тоа е друга работа. Значи, верба во него се нема, пази, за оваа работа да направат, не знам како интервенира у собрание, не е проедено ова нешто, за да се реализира. Значи за да има и казни. Па на крај ќе речат, па вие сами сакавте да ги менувате, сами се явувавте на бројот да закажете, така? Да, ама сега ќе се вадат они на владина ова седница, тоа го одлучиле и така тоа треба, ама пак мора собраниски да пројде. Затоа со сите закони од државата мора собранието да ги верифицира, да ги одобри. Значи за џабе не се даваат амандмани, чудата му кој како што се јавува за реплики, за меплики, значи тоа е тоа. Инаку за превара невиденице, али со благослов на Америка, па ќе кажам, кој колку сака сваќал, не сваќал. Америка е главниот криминалец овдека што делува во оваа државичка, заедно со браќава од рамковниве кој им се една добра маша, така која може секаде да се втерува у било кој жар во огин. Така да, Оливер Спасовски е мртво слово на папиру. Ништо поеќе. Го виделе како немтур некој кажува таму, па не е тој од полиција, затоа е вејачот на Бајрат. Таков ли министр да му веруваме? Аз вина изблага, не виде нешто, не виде нешто. Па јај да не спомнувам една националност тука што тие се покултурни од него, Ово е бетер од нив, Срам и брука министр за внатрешни работи. Ако намерно го пукам вака, нека пукне од мака. Да ти кажам најкрено, затоа вреќам вака. Си кажувам муабети што ми лежат на срце, нека се кинат од мака. Цело време ќе ги вреќам, ќе ги напаѓам затоа што се стварно такви какви што сте. А гледам секунди вртат, што беше првата тема? Месото, колку често јадете месо? Јадеме. Ќе почнеме сега у тие лабораториите да го правиме. Више нема животни да колиме. Ајде, поздрав, пријател. Или тоа, или канибали ќе станеме. Многу ви благодарам на јавувањето. Бевте воедно последен гледач за ова емисија, на малку духовит начин ја завршивме. Ви благодарам на сите кои што ова утро бевте со нас и останете со Алфа телевизија, следуваат најновите вести.